Точно ке ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Општина Аеродром започна со реконструкција и уредување на просторот во трговскиот центар во Лисиче со цел тој да добие модерен и уреден изглед по подолг период на запоставеност. Станува збор за значаен простор во населбата кој представува едно од главните јадра каде секојдневно се движат голем број граѓани и има важна улога во локалното живење. Проектот опфаќа поставување нови павер елементи во централниот дел и на пристапните патеки на површина од околу 6000 квадратни метри. Старите и дотраени површини се заменуваат со поквалитетни и поиздржливи материјали што ќе подобри функционалноста и естетиката на просторот. Дополнително предвидено е хортикултурно уредување и поставување нова урбана опрема. Во рамки на центарот ќе бидат поставени маси за шах, како и детско игралиште со што ќе се овозможи простор за дружење на сите генерации. Проектот е капитална инвестиција реализирана со поддршка од владата во вредност од 22,2 милиони денари. Од општина Аеродром информираат дека со оваа реконструкција жителите на Лисиче ќе добијат побезбеден и поуреден јавен простор. Во текот на март, екипите на јавното претпријатие Паркови и Зеленило се активно ангажирани на терен во рамки на спроведувањето на сезонскиот план за уредување и одржување на јавните зелени површини во главниот град. Од претпријатието информираат дека активностите се одвиваат континуирано на повеќе локации низ Скопје со цел подобрување на изгледот, функционалноста и хигиената на парковите и тревните површини. Денес со употреба на соодветна механизација се врши расчистување на делови од парковските површини во градскиот парк, при што се отстрануваат остатоци од суви гранки, лисија и друг органски отпад наталожен во изминатиот период. Покрај тоа во неколку скопски населби, меѓу кои Аеродром, Драчево и Капиштет, се реализираат активности за подготовка и уредување на површините наменети за садење на нов цветен расад. Овие активности опфаќаат рамнење на теренот, обработка на почвата и создавање услови за засадување сезонско цвеќе, што ќе придонесе за разубавување на урбаниот простор во наредниот период. Паралелно, службите на претпријатието вршат и редовно косење на тревниците во повеќе делови од градот, вклучително и во општините Ѓорче Петров, Центар и Карпош. Со ова се обезбедува одржување на уреден изглед на јавните површини. Од Паркови и Зеленило посочуваат дека ваквите активности ќе продолжат и во наредниот период, во согласно со временските услови и динамиката на сезонските работи. Целта е да се обезбеди континуирано одржување и унапредување на зелената инфраструктура во градот, како и создавање поквалитетна и поздрава животна средина за сите жители на Скопје. Општина Илинден објави јавен повик за бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва, со цел да им помогне на локалните земјоделци во подобрување на квалитетот и продуктивноста на нивното производство. Како што информираат од општината, мерката се реализира и оваа година како продолжение на континуираната поддршка за земјоделскиот сектор. Проектот се спроведува во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна, при што заинтересираните земјоделци ќе имаат можност не само за бесплатна анализа на почвата, туку и за стручно толкување на добиените резултати од експерти. Јавниот повик е отворен во периодот од 17 март до 17 април 2026 година. За учество заинтересираните граѓани треба да достават копија од лична карта и имотен лист за катастарската парцела за која се бара анализа. Право на пријавување имаат сите жители на територијата на општина Илинден. Селекција ќе се врши по принципот прв дојден, прв услужен. Градоначалникот Александар Ѓоргиевски истакна дека проектот има за цел да им обезбеди на земјоделците прецизни информации за состојбата на почвата што ја обработуваат. Според него, ваквите анализи се клучни за правилно и навремено ѓубрење, што директно влијае врз големувањето на приносите, подобрувањето на квалитетот на производите и намалувањето на негативното влијание врз животната средина. Од општина Илинден нагласуваат дека проектот се реализира како дел од стратешкиот план за развој на општината. Општина Газибаба започна со реконструкција на пристапниот пат кон гробиштата Камник, проект кој според локалните власти представува реализација на долгогодишно барање на граѓаните. Градоначалникот Бобан Стевковски информираше дека станува збор за значаен инфраструктурен зафат кој ќе се реализира во повеќе фази. Во првата фаза се инвестираат 8.164.884 денари, обезбедени преку вториот јавен повик на владата, додека дополнителни 7 милиони денари ќе бидат издвоени од буџетот на општината за целосно завршување на проектот.
Според најавите, реконструкцијата предвидува современо сообраќајно решение кое ќе овозможи подобар пристап до гробиштата. Планирано е воспоставување кружен тек со влез од улицата Јужноморавски бригади и излез кон населбата Сингелиќ. Ова решение има за цел да ја зголеми проточноста на сообраќајот, да го намали метежот и да обезбеди побезбедно движење за сите учесници. Дополнително од општината информираа дека паралелно се работи на подготовка на урбанистичко-планска документација во соработка со АД Бутел. Локалните власти оценуваат дека со реализацијата на овој проект ќе се стави крај на долгогодишните проблеми со сообраќајниот метеж и нефункционалниот пристап до гробиштата. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски присуствуваше на свеченото одбележување на патрониот празник на Општинското основно училиште Кузман Шапкарев во Драчево, кое годинава прославува 55 години постоење. Јубилејот беше одбележан во духот на традицијата, успехот и континуираниот развој на училиштето кое представува важен сегмент од образовниот и општествениот живот во овој дел од градот. Во своето обраќање градоначалникот истакна дека низ училиштето поминале бројни генерации ученици, кои таму ги стекнале своите знаења, но и вредности и пријателства што траат цел живот. Тој се осврна на периодот кога ја извршувал функцијата градоначалник на општина Кисела Вода, посочувајќи дека тогаш биле реализирани значајни инвестиции во ова училиште. Меѓу нив се реконструкција и модернизација на училниците, доградба на нови простори, поставување фотоволтаични системи и обезбедување бесплатни ранци и училишен прибор за сите првачиња. Градоначалникот најави дека со истото темпо ќе продолжи во својата сегашна функција, при што фокусот во наредниот период ќе биде ставен на средните училишта во градот. На крајот настанот беа упатени честитки до учениците, наставниците и вработените, како и до сите кои низ годините досега придонеле за развојот на ова училиште, со порака дека тие се најголемата вредност и двигател на иднината. 11-годишно девојче од Скопје тешко е повредено во сообраќајна несреќа што се случила во централното градско подрачје, откако било удрено од патничко возило чиј возач го напуштил местото на настанот. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека случајот бил пријавен вчера во 16 часот и 10 минути, кога од ургентниот центар при комплексот клиники Мајка Тереза било известено дека кај нив е донесена малолетничка со тешки телесни повреди. Според првичните информации, несреќата се случила околу 13 часот и 20 минути на крстосницата меѓу улиците Васил Ѓорѓов и сервисната улица што води кон Народен фронт. Во моментот на несреќата, патничко возило удрило во девојчето, пошто возачот избегал од местото без да укаже помош. На местото на настанот бил извршен увид од екипа на СВР Скопје, а надлежните служби превземаат интензивни мерки за пронаоѓање на сторителот и целосно расчистување на случајот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.